Доктор Александар Сајковски, специјалист педијатар од клиничката болница Аџибадем Систина, ни доаѓа денеска на визита и со него токму затоа ќе зборуваме на темата за нашите најмали, најмили, вирусните и бактериските инфекции, вирусот на грипот, аерозагадувањето, како сето тоа негативно влијае врз нивното здравје, но и како да го зачуваме здравјето на нашите деца. Добар ден и добре ни дојдовте во визита. Добар ден на вас прво и на целата ваша екипа и на сите гледачи на Канал 5. Благодарам на поканата. Доктор Сајковски, ги немаме студените периоди, мислам студеното време во овој период на годината, но и променливото време исто така негативно влијае врз здравјето комплетно на сите, посебно пак кога станува збор за дечињата, кои што некако се најранливи во тој поглед. Вирусните инфекции, бактериските, загадувањето, сето тоа дополнително го влошува нивното здравје. Каква е состојбата во моментов? Да ви кажам искрено, не знам од кај да почнам. Прво, објективно, ја не сум експерт за времето, нели? Меѓутоа сите приметуваме дека има големи промени, значи не е повеќе она зима која што почнува во ноември или декември, нешто тоа е померено јануари, февруари. И овие променливи температури, па дури и високи за овој период, сега се најавени нели температури до 14-15 степени, апсолутно многу лошо влијаат на тие микроуслови на живење на тие микроорганизми и можноста за појава на разни инфекции, особено вирусни инфекции, особено грипот, да кажеме. Во моментов во Македонија, можам да кажам слободно во Македонија, затоа што во нашата болница доаѓаат деца од цела Македонија. Значи, повторно иде наплив еден на нова една епизода на респираторни, значи инфекции на дишните органи, горни дишни органи, меѓутоа многу често и со инфекции кои што се минјаат и до плуќата. Значи прават тие бронхити, бронхиолити или воспаление на бели дробови. Значи повторно има доста еден голем број на дечиња кои што се носат. Не се само најмалите, да речеме оние доенчињата, дури и поголеми деца и инфекции кои што стварно траат и бараат многу големо внимание. Тоа е актуелната состојба, да кажем, во моментот. Така и во оној период и кога се договаравме за гостувањето, постојано бевте со најмалите пациенти. Да, она што е сега можеби највака, да не речем страшно или мислам најкомплицирано, сепак се тоа оваа група на деца во првата година од животот, каде што самите инфекции многу лесно и многу брзо се минјаат до белите дробови и се прават инфекции на најмалите дишни патишта, па дури и на тие алвеолите каде што се врши размената на гасови, така да треба да бидеме посебно внимателни во тој дел и кај тие дечиња особено. Така да не се дозволи компликациите понатаму нели да се развијат. Апсолутно, да, тие посебно се развиваат. Знаете, аерозагадувањето е една тема која што мислам барем сега стана нешто актуелна последниве месеци, нешто повеќе се збори за неа. Не дека аерозагадувањето е само од сега, тоа е со децении назад. Да. Ја не би сакал да зборувам за причините за аерозагадувањето. Тоа си има луѓе кои што ќе кажат дали од системот на грејење, дали од колите, нели? Меѓутоа, објективно многу лошо влијае на здравјето на човекот, особено на децата. Значи, ние можеме да ги гледаме оние хронични лоши ефекти што може да го има аерозагадувањето, меѓутоа, овие акутните, да речем, заради застојот на целиот воздух и тие микрочестички, многу е полесно задржување и на микроорганизмите и на овие инфекции вирусни, особено грипот или некои други типови на вирусни инфекции кои што се појавуваат. Така да, ние вака у жаргон зборуваме, сега морам да бидам искрен да ви кажам, да, пушењето е еден од објективно лошите фактори кои влијаат лошо на здравјето. Меѓутоа, џабе ни е на законот за пушење, против пушење кога имаме вакво загадување кое што е дури и полошо. Вие не можете прозор да отворите дома едноставно од целото тоа аерозагадување што се случува. Така, еве децата се сега и на распуст, велиме така, треба да имаат физичка активност, да бидат надвор, ама кога, во кој дел од денот да бидат надвор? Најдобро е некаде на планина, иако снегот го нема, меѓутоа воздухот далеко. Подобро на планина. Ние ги тераме родителите да одат на планина, да се качат на планина, макар еве да речеме луѓето што живеат во Скопје да се качат на водно. Ако се качите на водно ќе видите како изгледа Скопје целото во овој смог и во ова загадување. Постојат некои методи со кои што се обидуваат родителите, мислам воопшто и ние во медицината да се прочисти воздухот барем во домашни услови.
Меѓутоа тоа се не баш така, они вистинските прави апарати кои што се користат за тоа и не се баш ефтини. И по принцип се добро е човек да ги има, меѓутоа во основа ние треба да се бориме со главното, а тоа е аерозагадувањето на глобално ниво. Поединечно како поединци веројатно и не можеме многу да направиме. На кои симптоми треба најмногу да обрнат внимание родителите? Првично нешто што почнува да значи дека нешто се случува со детето. Знаете, сакав само така, извините што ве прекинав, сакав само да кажам една работа. Ние зборуваме секогаш дека децата се повеќе осетливи на инфекции. Треба да знаат гледачите, мислам, треба сите родители да знаат дека нормално е во првата фаза од животот, во првите 6 години од животот, децата имаат послаб имунитет. Тој имунитет е послаб, постепено зрее. Он некаде околу 6-та година доаѓа на ниво од 40% од оној имунитет што го имаме ние возрастните. Во таква ситуација они се многу поизложени на инфекции. И сега во првата година од животот доењето како процес, како акт и начин на исхрана го штити бебето од инфекциите, затоа што мајката преку млекото што го произведува, нели, млекото што го пие бебето, у суштина му ги пренесува сите антитела и се она што она го прележала, да речеме она што го поминала како инфекција, едноставно го штити. А не е само тоа, него преку него пренесува и некои други фактори кои што директно влијаат против некои микроорганизми. Пример еден од тие антистафилококен фактор. Знаете, во нашиот народ се знае многу одамна, значи со векови се знае, не само кај нас, од целиот свет, дека рана може лесно да, многу полесно да зарасне ако ја покривате и ја натупувате со мајчино млеко, затоа што има антистафилококен фактор и не дозволува да дојде до појава на инфекција. Тоа е нешто што вака старите луѓе го знаат, нели? И мајки го предвид дека децата се послаби со имунитетот. Тоа е малце комплицирана тема имунитетот, меѓутоа по принцип има еден систем што се вика ТХ1 одговор, во кој што фактички, нели, учествува во борба на организмот против микроорганизми, и тоа е нешто послаб. Сега кога е тој послаб, кога се децата во градинка, нели, или во средини каде што се заедно, може да дојде лесно до пренос на инфекции. Полно родители викаат, го пуштив детето во градинка и почна да ми се разболува, вика, па ќе го извадам од градинка. Тоа не им го советувам. Ја лично не им го советувам. Како што, знаете, градинките се феноменално место, едно место кое е многу битно за социјалниот живот на детето и за правилен развој на детето. Ако вие детето го оставите, да речеме, еве до школа, да не оди во градинка, као пример, фактички многу лесно може да се направи дете кое е релативно егоистично. Во градинките децата се учат дека има и поголемо дете и помало дете, посилно и послабо. Се учат на еден заеднички живот, се учат на некој ред. Покрај тоа има и цели програми за едукација на децата. Така да, ја лично им советувам стварно да одат во градинка, децата да ги пуштаат во градинка родителите, меѓутоа уз одењето во градинка да се подготват и да малку им се зајакне имунитетот и на тој начин полесно ќе се избори организмот и ќе се научи и ќе се навикне. И сега кога ќе се појават, сега да одговорам на прашањето кои се првите симптоми. Има еден феномен кој е многу интересен кај нас, тоа е дека првиот знак на кој што најалармантно реагираат родителите е покачување на телесна температура. Значи детето може и да шмрчка, и да подкашлува, и да има секрет од нос, и да има некои други симптоми, меѓутоа најалармантно луѓето доаѓаат ми качи температура. Кога ја покачи температурата? Па пред 15 минути. Колку е? 37,8. Пример сега го кажувам тоа. Значи, влезено е во корен на нашиот народ некако да најмногу се плаши од температурата, да. Од друга страна, вие ќе видите дека кај повеќе од 95% од децата може да имаат и 39 температура, они трчаат по дома, нели? Не им смета температурата, како што на нас возрастните знае да ни смета, нели, па да не легне у кревет, што ви кажат. Тоа не е случајно. Значи, децата имаат детето не е возрастен човек во мало. Тоа е првата реченица што ја кажуваме на факултет кога ќе почнат предавањата со студентите на педиатрија, нели? И тоа е вистина дека не е така. Значи, не е само смалено, различити се дел од метаболичките процеси, дел од системот, имунитетот е не е идентичен со нашиот. Има многу разлики. Она на кое што во секој случај треба да се внимава, тоа е дали во склоп на оваа фаза сега, да речеме особено овој период,
доваѓаат симптоми, кашлица, например, може да биде многу незгоден симптом, значи да даде информација дали таа инфекција е само горе или се симиња према белодробието, да кажеме, тоа е вака еден многу важен симптом. Е важен симптом и температурата, али не примарно и единствено заради кој треба да се плашат родителите. Така. Не да се плашиме само од температурата, туку и од кашлицата и затнатиот носи и други симптоми или пак манифестации кои што ги има. У принцип да. Детето. Знаете, кога температурата е еден феномен, ние многу често се обидуваме да разговараме со родителите, да им објасниме да не се плашат од температурата. Температурата е многу нормален феномен одбранбен на организмот на телото. Нашата нормална температура е 37 степени, зборам децата и ние. Меѓутоа, разликата меѓу детето и возрастниот, една од големите разлики е во тоа што кај малите деца, колку се помали, уште па на новороденачка возраст, потрошувачката на енергија што ја имаат по 1 килограм телесна тежина е негде 5 до 6 пати поголем од тој што го имаме ние возрастните. Тоа значи и енергетскиот внес, значи храната, што треба да ја внесат по 1 килограм телесна тежина мерено, е многу поголем, 6 пати е поголем од нашиот. Во тоа нивно продуцирање на енергија, во тоа нивно трчање и движење меѓу другото во околината, они ослободуваат и топлина. Значи, прво и основно, не ги претоплувајте децата, значи не ги преоблакајте децата. На детето му е онолку топло, колку што оно само ќе ви покаже колку му е ладно. Значи, дури и малите бебиња, кои не знаат ништо да кажат, значи доенчињата, ќе ви покажат кога му студи. Како е обличена мајката, така нека биде и детето. Така, ако е потенка блузичка, нека биде и бебенцето или детето. Кај нас се случува да дојдат таткото и мајката на преглед, да го донесат бебето со кратки мајци и кратки пантолани, а бебето облечено како за узима, нели, со капи, со шалови и со све. Сакајќи да го заштитат што повеќе. Добро, тоа е родителска љубов, ја не викам не. Меѓутоа, по принцип нема потреба да се прегреваат. Значи бебињата, особено бебињата, кај нив постои опасност, ако се прегреваат, може да дојде до дехидрација. Тоа е она што им го објаснуваме на родителите. Таа е опасната, нели, дехидрацијата? Таа е опасна, таа е веќе навистина опасна. И би апелирал, сега кога ги спомнавме овие симптоми за настинка, за грип, например, би апелирал, кога ќе се појави температурата, да не биде одма да даваме лекови за симење на температура. Тие лекови ги викаме иначе антипиретици во нашиот жаргон медицински, да кажам. Лекови кои што сите ги знаете, лекови кои што обично и се најмногу користени вака во нашава популација, да бидам искрен. Меѓутоа морам да кажам, значи ова го зборуваме многу често и мора да знаат родителите дека во моментот кога ќе се покачи телесната температура кај детето на 38,5, во првите 6 до 8 часа од инфекцијата, телото ја забележува таа состојба, а имуниот систем ја детектира и припрема и одговара со ослободување на повеќе од 3 милиарди леукоцити, кои ги испраќа како војници класично, нели, на местото на инфекцијата. Ако ние во тие првите 6 до 8 часа дадеме лекови за симење на температура, таа информација нема да се пренесе до имуниот систем. И он нема да изреагира со ослободување на тие леукоцити. Тоа значи, ние, како родители, јас сум родител, нели, ако го применувам тоа, ќе го блокираме системот, природниот систем на организмот на одбрана. Значи, али тука треба трпение, сега, нели, треба трпение од страна на родителите и треба да се разговара со нив, да им се каже да едноставно не брзајте, не влагајте веднашка со антипиретици. Сачекајте малку, нека изреагира организмот. Така првично некако да почне да се намалува температура. Американците имаат еден многу интересен назив за оваква состојба, ако брзо се даваат овие антипиретици, вика самите лекари, педиатри и родителите правиме така наречен lazy immune system, значи мрзлив имун систем. И тоа е убав назив, затоа што едноставно детето не ја прима информацијата, имуниот систем не ја прима и не ослободува она што треба за да се одбрани организмот. Оти не е само да користиме хемија, зборам лекови, за симење на температура. И тука сакам исто да ви кажам една
навистина една малку останата во народот догма, тоа е дека ако качи температура, ако има висока температура, може да добие грчеви и покрај грчевите може да остане со пореметен дефектно во мозокот, така викаат родителите. Да, точно е дека може да добие грчеви. Значи децата имаат поголема, значи активноста на мозокот е поголема кај децата, тоа не е спорно. Меѓутоа и шансите да добијат грчеви на висока температура, значи зборам на температури 39-40, се поголеми отколку на било која друга возраст, нормално. Меѓутоа, тие грчеви кои што се јавуваат при покачување на температура, најчесто и во скоро 100% поминуваат, склоноста може да остане малку понатаму. Ако малка прочепкате, ќе видите дека во семејството имало некое, дали татко, мајка, чичко, нели тетка, не е битно, дека имале склоност кон такви грчеви на висока температура, но тие грчеви не прават дефекти во мозокот, што би рекле вака се народски да го кажем. Тоа е останато затоа што грчевите се појавуваат и при една болест која што се вика менингитис или енцефалитис, значи воспаление на мозочните обвивки или на самиот мозок, и тогаш има исто така висока температура. Тие деца може да имаат одредени последици, и затоа е уствари останато, нели, се случило кај некој комшија, детето му имало температура, од температурата се појавиле. Што не е точно, од друга е усуштина. Така, да. Да ги слушнеме и гледачите, нивните прашања, па продолжуваме со нашиот разговор. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Ве слушаме. Врака, имаме бебенце од 9 месеци. 10 месеци, така рековте? 9 месеци. Добро. Има горниот дел шлајмове, нон-стоп ги има и подкашлува. Го носиме на лекар, му даде едно шурупче и нешто капки за нос, меѓутоа нема никаков ефект. Нема на плучите ништо прегледано, а повеќе време е, скоро 2 месеца е така. Шлајмове искарува преку носо нон-стоп, значи преку устата дише, носо му е секогаш узатнат. Температура не е качило до сега, не се така, носиме го 2-3 пати на лекар. Добро е детето, шо понатаму со тоа течењето на носо. Густи шлајмове, преку носо искарува нон-стоп. Добро. Ова е убаво прашање, и ова е многу често прашање, искрен да бидам. Значи, вистина убаво прашање. Значи, прво две работи да кажеме надвор од она што треба медицински да се направи. Прво, дишните патишта на возрастниот човек и на детето се многу разликуваат во волуменот. И кај децата на 9 месеци и кај возрастните се произведува нормален секрет, кој што ние го исфрламе и него, едноставно и децата и него ни чувствуваме тој исфрлање. Меѓутоа, во некои ситуации, производството на тој секрет, односно ослободувањето на тој секрет може да е поголемо, како што е случај со детенцево. Значи, многу лесно може да се провери, едноставно да се направат брисеви, да се види дали тука тлее некоја бактерија, да кажеме, која што може да продуцира таков секрет, и има уште еден тест кој што може да се прави евентуално, ако има потреба, сега тоа колегата или колешката што го гледала детето ќе процени, еден тест со кој што се испитуваат вируси, да се види дали има некој вирус кој што може да го предизвика тоа. Но мора да напоменеме, не успеавме да ја прашаме гледачката, значи на какво млеко е детето. Така, да. Значи 9-месечно дете по принцип не смее да пие кравјо млеко. Ако пие кравјо млеко, може да има поголема продукција на секрет во дишните органи. Тоа се случува и кај возрастните, не само кај децата. Затоа ние по принцип во педиатријата во цела Европа викаме апсолутно кравјо млеко не до прва година, до крајот на првата година, дури, значи збориме за формули, ако не е доење, да кажеме, дури и во втората година може да оди адаптирано млеко, не делумно адаптирано млеко. Тие млека имаат сега ознаки тројка, нели имаме КЕЦ 2, па тројка. Едноставно, знаете, и тоа е една догма кај нас. Ние многу во нашето обкружување кај нас многу се користи кравјето млеко. Тоа нема потреба толку да се користи. Искрен да бидам, навистина нема потреба толку да се користи.
Затоа што кравјото млеко колку добро, толку, значи најмногу родителите го користат заради калциумот, викаат има многу калциум за зајакнување на коски. Да, има многу калциум, ама има многу фосфор. Па тие се врзани и џабе е тој калциум едноставно се отфрла. Така да исто би апелирал да не се користи премногу кравјото млеко, за разлика од производите од кравјото млеко, како што е младото кравјо сирење, како што е, например, јогуртот, како што е киселото млеко, кашкавалот, например, тие може да се користат. Да речеме кефир, еве сега имате кај нас, конечно и кај нас го има, скоро. Така. И за возрастните. Да, така? апсолутно, и за возрастните. Препорачлив, така. Добар ден за следниот гледач, повелете. Ала, здраво, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Среќни празници пред се. Вака, сега имам едно прашање до докторот. Имам керка на 4 годишна возраст, значи сега направивме 4 во декември. Ја пративме во градинка за прв пат, значи, се разболе. Имаше температура негде 39 до 41 со 5 стигнавме. Завршивме во болница на инфузија, се вративме дома, значи цело време се лечиме со некоја алтернативна медицина. Една недела траеше тоа, после една недела повторно добивме некоја инфекција, не е испитано, значи, од што, од како, повторно со висока температура, овде падна со туширање, значи, со облоги и алкохол, се даваше антибиотик по барање на докторката, најдена е стрептококус во носот и ништо повеќе од тоа, крвната слика е добро, леукоцитите беа 11 и се оваа недела сме некако добри. Може ли некој да ми објасни од што иде до толку висока температура? Ова ни е прв антибиотик, значи се храниме многу здраво и не сме имале никаков проблем до сега. Дали треба да се дава нешто како овие капки за имунитет или нешто слично, да. Не знам. Ви благодариме за јавувањето, за прашањето, ќе одговориме и ќе се надоврземе за зајакнувањето на имунитетот на дечињата. 4-годишно детенце кое што досега поминало со многу малку настинки и вируси. Значи, ова е висока температура, не е спорно. 47,5 тоа е баш висока температура. И мислам дека добро постапиле родителите што фактички таа температура не треба да се симиња нагло. Знаете, има лекови кои што може да ја симнат нагло температурата. Меѓутоа, ние со наглото симиње на температура не постигаме ефект, не ја лечиме основната болест. Така. Така да, затоа во педиатријата користиме малку лекови како лекови за симиње на температура и овие помошни, да речеме, масажи на тело, туширање. Да речеме, туширањето може да ја симне температурата за 1 степен, например, од 47 на 39 да ја симне. Меѓутоа, кај детенцето сигурно дека без оглед што е најден стрептокок во носот, веројатно и сигурно, ако имаме во предвид ова што го спомна мајката, сигурно се работи за некоја вирусна инфекција, без оглед што го има стрептококот. Оти стрептококот треба да знаеме сите дека и стафилокок, како бактерии, например, може да се јават кај 40% од населението да е брисот од нос позитивен. Јас дури сум разговарал често со наставнички од градинки, со директорки од градинки. Они им бараат на децата негативен бриз. Веруете, не може секој дете да има негативен бриз, искрено. Ако имаме стрептокок или стафилокок во носот, а нема симптоми на болест, тоа не смее да се дава антибиотик. Значи, автоматски не смее да се дава. Најверојатно дека кај детенце во ова што велиме, дека е тоа била најверојатно вирусна инфекција, која што фактички го узрокуваат и вирусите и бактериите прават инфекции кои што идат со покачување на температура. Усталом, температурата е одбранбен механизам на телото према самата инфекција. Користењето на средства за зајакнување на имунитет, што праша исто гледачката, значи ја тоа најтопло би ви го советувал. Знаете, само тука терминологијата да не ја утнеме. Кога ќе отидете во апотека и кога ќе побарате нешто да му се зајакне одбранбениот систем на детето, можете да добиете барем едно 50-60 различити препарати. Од различити витамински препарати до различити, да не речем, колоструми и така натаму. Има многу, да речеме, препарати кои што се даваат и кои велиме дека може да влијаат позитивно на имунитетот. Меѓутоа, не е баш така, искрен да бидам. Да го одбереме она вистинското, така? Во суштина, ако го знаеме дека во првите 6 години,
TH1 одговор на тој имунолошкиот наш систем на детето е послаб, значи ние треба да му помогнеме малце да му го качиме тој TH1 одговор и на тој начин оно ќе се избори самото со инфекција. Тоа може да се направи, постојат многу едноставни начини, ај сега така да кажем, да речеме во некои држави, ќе ги наречем вака малце паметни држави, сега не е убав терминов. Пример, во скандинавските држави, како ги споменеме, секој дете кога оди во градинка добива по еден пробиотик наутро. Значи, самото давање на пробиотиците, значи има огромен број на студии кои што се излезени од Шведска, Данска, Норвешка, од Полска, например, исто така многу, од Холандија, кои кажуваат дека само ако му давате на детето само пробиотик, за 50 до 60% се намалуваат шансите во тек на годината да има инфекција. Што ќе рече, ако едно дете имало... имунитетот, така? Да. Меѓутоа не сите, сега тука има малку хаос во пробиотиците. Значи не сите имате пробиотици кои што се за лекување на проливи, на диареја, имате пробиотици кои што се за јакнување на имунитет. Давањето, да речеме, на тие пробиотици би било прво одлично за секој дете. Второ, обавезно е ако детето прима антибиотик. Значи мора да се даде пробиотик кога дете прима. Да. И возрастен исто. И возраст, да. Тоа е една работа. Втора работа која што може страхотно многу да помогне е користење на некои, ајде да ги кажам така, природни ресурси. Тие природни ресурси нешто стана у мода малку кај нас у последно време, а во принцип американците, например, и енглезите ги користат во педиатријата 25 години. Едно од тие е користењето на тие биофлавоноиди. Биофлавоноидите се нормален производ кој што можеме да го најдеме во храната, меѓутоа количината која ние внесуваме е релативно мала. И таа мала количина не може да ни дозволи да ни помогне да се подигне имуниот систем во доволно ниво. Биофлавоноидите се многу интересен продукт кој што го користат американците во педиатријата, природен производ е тоа иначе, 25-26 години, како прва линија за заштита од инфекции, али ако почне некоја инфекција, како прва линија да се избегне користењето на антибиотикот кога не треба. Во полесна форма сето тоа да помине и да не дојде моментот да мора антибиотици. Например, ќе ви кажам најфигуративно со бројки. Ако сум ја денеска во амбуланта, ова често го користиме во педиатријата да ми го објасниме на родителите. Ако денеска ми дојдат 10 деца за преглед со температура, ние знаеме по целата статистика во цел свет кажува дека 90% од инфекциите се вирусни. Тоа значи 9 деца во амбулантата кај мене денеска не треба да добијат антибиотик. А едното кој има бактериска треба да добие. Ако од амбулантата кај што сум ја денеска излезат 5 деца со антибиотик, значи имам некој проблем јас. Или е тотално сменета еколошката состојба во Македонија и сите деца се со бактериски инфекции, што е невозможно. Значи тоа е искрено невозможно. Затоа сакаме да им потенцираме на родителите. Користите, например, биофлавоноидите можете да ги користите без никаков проблем превентивно, а можете да ги користите и во терапеутска доза ако се појави некоја инфекција. Они, например, делуваат на повеќе од 800 бактерии, на повеќе од 200 вируси и гливици. Сега, кога го имаме како производ, мислам, како нешто што се наоѓа околу нас, не знам зашто да не го користим. Така и да го користим. Денеска, кај нас, например, го има во форма, биофлавоноидите, го има во форма на масло. Има во форма на масло од семка од грејпфрут, така се вика. Али тоа е 100% природно и чисто масло од семка од грејпфрут. Сега, тука се ствара една забуна. Морам одма да ви кажам да, пошто нашиве млади родители се доста едуцирани, пратат интернет и добро е што пратат, ако нека пратат. Ама повторно треба да се консултираат на крај со својот педијатар. Па мора да се консултираат, знаете зашто многу е битен изворот на информација. Значи вие може да читате на интернет се и се што, ама битно е кој го напиша. Вие можете да видите една интересен феномен кога станува за грејпфрутот муабет, ќе прочитате дека тој не треба да се ако се користи, може да го пролонгира дејството, например кај возрастни, пролонгира дејството на некои лекови, како што се лекови, например, за крвен притисок или како што се лекови за симење на масти. Да, ама
кога го читате, читате го текстот комплетно, така се вика, нели? Тоа важи за сокот од цитрон, а не за маслото кое што го од споменувате, така. од семката. Да. И тоа е нешто што треба, мислам, затоа што сокот може да го инхибира дејството на одредени ензими кои што ги разградуваат овие лекови. Значи, тоа е исто така една од можностите, например, да им се помогне на децата. И ако на тоа уште додадете еден лек кој е, да кажам така, лек кој што го стимулира покачувањето на имуниот систем на тој TH1 одговор, иначе се работи за инозин, вие добивате еден момент, значи ако и тоа го додадеме, превентивно зборам за заштита на децата. Доаѓаме у ситуација да 92%, видите, 92% се намалува потребата од давање на антибиотици кај едно дете. Тоа значи дека едно дете кое е имало 10 инфекции у годината, ќе направи една-две и тие ќе бидат благи и прашање е дали ќе треба да им даеме антибиотик. Тоа бака топло им советувам на родителите. Ние дури во болницата од кај што доаѓам, во клиничката болница Аџибадем Систина, направивме и една студија во тој дел и добивме, морам да ви кажам, фантастични резултати кои сега ги затвараме на некој начин и ќе ги објавиме во некој од странските часописи. Студијата ни покажа, например, сега јас не би сакал да ги замарам гледачите со медицински термини, нели? Меѓутоа покажува многу значајно, значи оваа комбинација што сега ја зборувавме, многу значајно покачување на имуноглобулините, на еден од имуноглобулините и на три, има таму молекули, едни се викаат интерлеукини, кои што директно, значи, покажуваат дека се качува тој TH1 одговор и нашите деца фактички не се толку болни. Имунитет. Значи, да не параме прво сируп за апетит, туку нешто што ќе може да го зајакне имунитетот, така, бидејќи првото нешто што го бараат родителите, морам да му дадам нешто дополнително што ќе го... Зајади. Да. Ама знаете како? Тоа е сируп за апетит, тоа е обично сируп витамински, нели? И тука има една грешка, пак ќе речам некоја мала догма кај нас, или можеби такви сме као родители, не знам како да кажам. Че видите, нормален период во животот е кога детето ќе направи 13, 14, 15 месеци, нагло му опаѓа апетитот. Тоа е нормална фаза. Сите родители по дефолт тогаш почнуваат да идат со тањирите по детево и да ги хранат. Тоа не чини. Повеќе количински храна не значи дека ќе бидат поздрави. Така, или кога е некој детенце послабо, нели докторот ќе рече дали е здраво, колку пати настинува во текот на годината, многу помалку. Па значи добро е. Дури можам да ви кажам дека послабичките деца се поздрави. Поиздржливи. Да ги слушаме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Добар ден. Да го слушнеме и следното јавување и вашето прашање. Добар ден. Добар ден. Поздрав до докторот. Ви благодариме. Имаме двомесечно бебе и има многу газови и користиме таблети САП. Дали може да ни каже докторот нешто? Таблети за? Да, таблети, тоа не успеавме да ве слушнеме. Не таблети, капки, САП и е на формула. А на формула. Колку е старо детенцето? 2,5 месеци. 2,5 месеци. Да, значи, грчевите во стомак се појавуваат заради воздухот кој што децата го внесуваат додека пијат млеко, дали е формула или цица. Значи, видите, погледнете го детето како јаде, да речеме кога цица или кога пие млеко. Оно цица, а во исто време дише со носот. Во тоа дишење со носот голта воздух. Затоа е многу битно, кога ќе заврши со доење или со пиење млеко преку шише, нели, да подригне. Значи, детето да се држи исправено, за да тој воздух се подигне физички до желудничето и да го исфрли воздухот. Меѓутоа и покрај тоа може одредена количина на воздух да остане во цревцата и во желудничето, па после и во цревцата, и тоа може да прави грчеви. Грчевите се обично од тоа. Вие денеска ќе прочитате еден куп информации дека мајката, например, додека дои, не треба да јаде цитрусни овошја или храна ова, храна она, меѓутоа по принцип дете кое што е склоно да направи грчеви, ќе ги направи така и вака. А најмногу доаѓа од воздух. Бебенце, нели? Да. Сега имате ова што постави прашање гледачката, да има многу капки кои што се користат за смирување на грчевите
И доста од нив делуваат на различит начин. Порано во старо време немаше такво нешто. Немаше, да. Па се даваше само чај. Ги грчевите со топло на стомачето, така ќе го малце, да, или пелена загреана. И евентуално чајот, односно неколку зрнца ким. Так. Меѓутоа, она што може сигурно да се каже, тоа е дека децата може да пијат овој чај што се продава за бебиња, тоа е чај од анасон, значи тој може да ја смири малце грчевите, малку да ги смири. Може да се дадат, сега веќе има многу капки кои што се користат, искрен да бидам. Има едни капки кои што во себе содржат една субстанца, се вика симетикон. Значи, они делуваат само во цревцата и го разградуваат воздухот и му помагаат на детето. Има и други капки кои што ги користиме, кои што имаат као еден ензим кој што помага во метаболирање на млекото. И не е лошо да се дадат, меѓутоа морам искрен да бидам дека треба родителите да пробаат во совет со својот педијатар кои капки повеќе ќе дадат ефект. Кај некои деца е потребно повеќе да се даде од овој ензимот за да побрзо се метаболира млекото, а некогаш и комбинација од две капки за да тоа се два типа на капки за да помине побрзо. И периодот некаде 4-5 до 3-4 месеци после се губат. И после поминува. Значи до тогаш мора да се најде начин да се како помогне, да се смируваат грчевите. Стварно болат тие грчеви. Да. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Ве слушаме. Вака, имам 8 годишно детенце, кое што пред 2 години имаше температура од 39-40 температура. Меѓутоа, при јаката температура почна да блада, значи станува навечер, не те познава, страв. Значи тоа трае околу од 5-10 минути. После секоја вознемиреност, болка, температура, постојано му се вуваше тоа. Сега за да не качи температура, значи имавме 300 испитувања, значи од мозок, од се. И сега му даваме имунокит, B12, само за да не качи температура, за да не му се јави повторно тоа. Добро. Дали се случува, дали се случува сега да кога спие да се појави плач во сон, да се разбуди едноставно, да биде вознемирено детето? Да, значи тоа се случува и денес, значи да стане и повторно, да не познава, значи се губи детето. Да. Да, добро, ова е една состојба, бака, искрено ќе ви кажам, една состојба која што многу често ги вознемирува страшно родителите. Меѓутоа морам да ви кажам дека е ова состојба за која ние во педијатријата го викаме, називот е павор ноктурно, значи ноќен страв. Во буквален превод е ноќен страв. Добро би било, значи ако веќе сте направиле, конкретно одредени и лабораторија и снимање, например, на главчето, не би било лошо да тоа што све го направиле родителите, да на некој начин се сублимира. Ако сакаат да дојдете, да речеме, кај нас може да се направи консултација, ние имаме две колешки кои што работат со оваа патологија, со оваа состојба, да кажем, не е патологија, извините. Состојба не е патологија. Ова е состојба која е многу честа кај децата. Вие ако се распрашате малку повеќе, ќе видите дека многу често има периоди кај децата, обично тоа се случува 5-та, 6-та, 7-та година, некогаш меѓу 8-та и 10-та година, се јавува тој феномен на ноќен страв. И тој поминува, објективно поминува. Меѓутоа, за да не се повтори оваа состојба што ја имала детенцето пред 2 години, со покачување на температура, нели, која што може, сега самата температура малце го иритира дополнително мозочето, нели, и може да се појават овие симптоми, што вели бладење, нели, сето тоа може да се појави. Значи, добро би било да детето прима овие што ги спомнавме преска, така наречени имуномодулатори, да му е добар, стабилен имунитетот, за да не прави инфекција, со тоа и да не качува температура. На тој начин ако сакаат, слободно нека дојдат, мислам, ќе се консултираме, ќе направиме еден заеднички, да кажам, програм. Многу е важно како понатаму да се продолжи. Родителите веќе прават нешто, меѓутоа, нели,
Секогаш може и да има и нешто плюс. Апсолутно, значи треба да му се помогне со тие имуномодулатори, особено ако нели заради одбрана од инфекции. Меѓутоа, знаете како, јас морам да споменам повторно и тоа што гледачката го кажа. Значи, само давање на витамини не е, да не ме разберете погрешно, ние сме некако научени да ги превитаминизираме децата. Така. Не може неограничен период, долг период, така и тука мора да се знае и да се внимава. Ја пример ќе ви кажам, еве С витаминот е еден преубав витамин кој што кај децата се дава 50 мг. Нема потреба повеќе. Дури кај возрастните, на пример, кај нас од природен ресурс збориме. Значи да е С витаминот природен ресурс. Хемиските С витамини немаат таква ресорбција. На пример, кај возрастните луѓе 180 до 220 мг на ден е сосема доволно. А ние сме научени да пиеме по 1 грам, по 2 грама. Нема потреба. Што повеќе внесуваме, мислиме дека подобро правиме. Не е така. Да, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Вака, јас сум мајка на 3-годишно дете, кое што можам да кажам слободно дека на прсти се брои колку пати било болно. Меѓутоа, тоа се случило, значи во 3 години имало температура некаде 4 до 5 пати, значи многу малце. Меѓутоа, последните 6 месеци имаме постојано проблем со носот. Значи, носото е или растечено, или затнато. Имавме неколку терапии, значи 3 до 4 терапии со гентамицин, меѓутоа тоа не ни помогна. Користиме солени капки, пробавме неколку видови и тоа не ни помогна. Направивме микробиолошки тестови, значи дали е присутна бактерија во носе. Тоа испадна негативно и сега не знам, да побарам мислење од докторот што би ми препорачал, што понатаму. Мислам, се соочуваме со секојдневен проблем, што нонстоп имаме проблем со носота, никако да се утврди што и како. Да се реши никако проблемот, да. Еве ќе слушнете уште еден совет плюс. Значи овде ова е гениално прашање. Да не ме разбере. Значи, видите, пациентчето, кај детенцето е направен еден бриз. Значи, еден бриз негативен не значи ништо. Значи, за да кажеме дека во носот нема бактерија, треба да имате најмалку 3 до 4 последователни брисеви у период од неколку дена. Значи, може да се случи при зимање на бриз да не се земе од местото каде што има бактерија. Затоа прво би ги советувал да земат, значи, на 2-3 дена 3 бриса. Значи, да речеме понеделник, среда и петок, како денови, као пример. И сите 3 да бидат негативни. Ако се негативни, тогаш треба да провериме дали се работи за некој вирус или хроничен вирус, да речеме, што може да се угнезди, или има некои бактерии кои што не се ни бактерии ни вируси, кои што па со брисот се секогаш негативни, не може да ги најдете. Тоа е прво. Второ, еден многу топол совет. Немојте да користите капки за нос со антибиотик во нив. Значи, тоа во Западна Европа, односно во Европска Унија, е најстрого забрането. Значи, не дека го забраниле луѓето заради било што, него ја едноставно ќе ви кажам, тоа на нашите конгреси многу често се зборува, особено на имунологијата. Значи, ставањето на ампула една во капки за нос, без оглед кои се, дали се морска вода, насолена вода или некои други, нели? Вие кога ги капнувате во носот, вие никогаш не знаете дали сте со капките во носот сте ја покриле зоната каде што има бактерии. Ако не сте ја покриле таа зона, бактериите само си пренесуваат информации за тој антибиотик што се користи и развиваат резистенција. Ако постојано го ставате, да. И само развиваат резистенција, ништо повеќе. Значи, ниедна ампула на светов не е направена за да се капне у нос. Тие ампули што ги користат се уствари или за мускулно давање или за венско давање. Значи, тие не се за капки. Постојат антибиотици за локално користење, ама тоа се посебно направени антибиотици како спреј. Ги има како спреј за нос или може да се користат и спреј за грло со локално дејство, али тие се фабрички направени така. Вие кога ќе го прснете спрејот во носот, да речеме он ја покрива целата слузница и тогаш веќе имаме ефект. Значи, затоа би ги замолил стварно нашите родители да не ги користат тие капки така. Меѓутоа, ако се појави некоја бактерија и макар да се симптомите само локално во носето, тоа не
не е примарно одма индикација да даваме антибиотици. Ако не е инфекцијата појака, значи нема потреба од антибиотици. Доволно е да ние му дадеме на детето, се враќам назад, на имуномодулаторите, ќе му го дигнат имунитетот, оно само ќе ги уништи нив. Значи, оно ќе створи антитела, пример, према стрептокок и ќе го уништи стрептококот. А ние можеме да му даваме антибиотици сега, ќе отиде да речеме во градинка или во школа, ќе му се пренесат други. Значи, децата... И затоа, го пиеше овој антибиотик по една недела или 10 дена, повторно смена. Тоа е грешка. Тоа е антибиотика не се постигнал резултатот и ефектот. Антибиотикот, знаете како е, Западна Европа, се ќе ја споменам пак и Америка и Канада, они имаат страотно добра евиденција каде и зашто ги даваат антибиотиците. Ако видите во тие податоци, например, ќе видите, Македонија ја нема во тие извештаи, се да бидам искрен, затоа што се уште не ни веруваат дека извештаите што би ги праќале се валидни. Меѓутоа, ако видите, најголема потрошувачка на антибиотици во Европа има во Франција и во Грција. Најмногу трошат. И они се на црна листа, што викаат, нели, за потрошувачка на антибиотици. Најмала потрошувачка на антибиотици има во скандинавските земји и во Холандија. А најрезистентни се бактериите во Франција и во Грција. Во скандинавските земји се најмалку резистентни. Се внимава и се работи повеќе на зајакнувањето на имунитетот, природниот начин. На самиот крај на визита сме во најкратки црти, ама корисни совети до сите родители. Како полесно да го поминеме овој период со помалку настинки, вируси, бактерии и грипот кој што допрва веројатно пикот свој ќе си го достигне. Сега ќе зајакне. Прво, качите ги децата на планина, односно на чист воздух. Пробајте да го избегнете навистина ова загадување, кој е катастрофално за здравјето. Второ, користите што можно повеќе имуномодулатори, затоа што навистина помагаат. И користите ги баш онака рационално, непотребно да не се излагаат децата на непотребно користење на некои лекови. И при тоа, користењето на тие имуномодулатори, да кажам, навистина многу драматично ќе ја намали шансата за појава на инфекција. Ќе има и помалку инфекции, ќе има помалку вирусни и абсолютно. ќе бидат поздрави децата, она што е и нашата заедничка цел. Доктор Стајковски, ви благодарам што ни бевте денеска на визита. Благодарам и вас.